Добре дојдовте во уште едно пролетно издание на Урбан Блок. Нови 30 минути со нас и теми специјално одбрани само за вас. Што интересно ви подготвивме, гледаме во продолжение. Во новиот Урбан Блок ве носиме на прошетка во прекрасната Тара. Дали е реално очекувањето за совршено тело до почетокот на летото? Изборуваме за здодевните пролетни алергии. Останете тука. По рекламите почнува новиот Урбан Блок. Масните наслаги и целулитот се непријател број 1 на секоја жена. Во продолжение ги слушаме советите на нашите стручни соработници од салонот за убавина Нефертити К и каков индивидуален пристап во отстранување на масните наслаги и целулитот имаат тие, гледаме во продолжение. Летото е пред нас, па се повеќе е актуелна темата околу постигнување на совршена фигура. И секој од нас има различен животен стил, различна фигура и различни цели. Па затоа и овој пат ги посетивме нашите стручни соработници од Нефертити, па ги консултиравме за процедурата за совршена фигура до почетокот на летото. За почетокот таму ни откриваат дали секој третман или процедура е ист за секој клиент. Одговорот го имаме во продолжение. Кога го говориме за изведување на третманите или комбинација на третманите во нашиот салон Нефертити К, неопходно е индивидуална посветеност кон клиентот. Практично секој е различен и проблемот е различен кај секоја една дама и начинот на настанување, бидејќи од повеќе фактори, како што рековме, комплексен е проблемот за настанување на масните наслаги или целулитот, потребно е да го согледаме конкретниот проблем, за да можеме да го понудиме најдоброто решение. Комплексноста од хормоналниот статус кај одредената личност, од генетската предиспозиција, меѓутоа тука да не заборавиме нашите стари, порано биле сите слаби. Сепак говориме генетската предиспозиција малку на страна, повеќе се други фактори, може би стресот, начинот на исхрана, новото време на живење и на работа. Потребно е да се согледаат масните наслаги или целулитот, кога говориме, да се прави разлика меѓу тие две работи. Масните наслаги дали се површински, дали се длабински, дали се локални или се висцеларни. Така да, каква мускулатура има конкретната особа, степен и тип на целулитот мора да се разликуваат, за да може да се направи една слика што треба да решаваме ние како проблем. Од Нефертити ни откриваат дека третманот што дава одличен резултат кај една личност може да даде минимален ефект кај друга и токму затоа и не може да дадат телефонски одговор за одреден проблем кој се поставува само како едно прашање. И затоа е потребно да се закаже консултација во нивниот салон и по земена анамнеза, евентуални хронични болести, лекарства, последни операции, начин на живот и исхрана, се препорачуваат најдобрите третмани со апарати или комбинација од различни третмани за најефикасно и брзо решавање на проблемот. И како што ни откриваат од Нефертити, совршената фигура не е само третман на апарати, туку и паметна комбинација. Паметната комбинација значи правилна диагностика, препознавање на тип на тело, на кожа, на проблематична зона, понатаму комбинација на третмани, значи вообичаено не е само еден, проблемот е комплексен, имаме ние повеќе апарати каде што ги комбинираме третманите за подобри резултати. Исто би рекла дека континуитетот е многу битен, со ништо не настанува преку ноќ. Многу е битно и колку време постоеле тие масти, колку се создавале, колку се таложени, целулитот, колку е постар тип 1, 2 или како и да е, начинот на отстранување е различен. Па и да има клиентки да би сакале да направат некоја инвазивна метода, например, отротипот на липосукција абдоменална, и тамо времето на заздравување е многу подолгорочно, добиваат одредени вежби понатаму за да добијат формата на стомакот, а и сведоци сме дека се враќаат и на втора и трета абдоменална
интервенција заради тоа што од прв пат не го постигнува тоа. Све што работиме треба да постои континуитет, трпение и најповеќе би рекла желба. Треба секој да знае што сака да постигне во животот и упорност, што е нормално. И за крај, секако и поддршка од сопствениот лајфстайл, односно исхрана и активности. Рековме, диети не се потребни, но мора да има балансирана исхрана. Мите кога кажува дека на телото без масти, без шеќери, без не. Подеднакво треба да бидат застапени се на нашето тело му треба и масти и шеќери, меѓутоа многу е битно да се знае во кое време од денот како ќе се избалансира исхраната, количини. Тоа е најважно за организмот и понатаму да се одржава резултатот кој што ќе го добијат во нашиот салон што подолго. Од Нефертити повторно напоменуваат дека во нивниот салон се даваат квалитетни и брзи решенија, но секако заеднички и во договор со клиентот. Целиот овој процес најмногу зависи од неговата желба и јасно и искрено да се даде сознание за горе споменатите прашања. Секако и неговата финансиска рамка е многу важна. Со тоа помага и на нив, а и себе, за да го помнудат најдоброто индивидуално решение на процедури и третмани. Следното наше прашање беше она што многумина ги интересира. Дали е реално да почнат одма и летото да го дочекаат подготвени? Па добивме одговор. Апсолутно да. Секако има доволно време, но повторно ќе кажам, многу зависи од типот на мастите, колку време се таложени мастите и најважно што е возрастната група, може би, зашто не е се едно дали работите со клиентки од 25 до 35 или од 55 до 65 години. Малце позамашна работа бара третирањето на телото на тие масти и целулит кој повозрастните дами. Исто така и не е се едно дали зборуваме за некоја веќе наталожена килажа кај дама од 70-80 килограми или преку 100 килограми. Само со апарати промените се забележуваат уште од првиот третман, нивното тело ќе се трансформира и со секој нареден третман ги осеќаат промените на своето тело. Меѓутоа, пак ќе кажам, тоа е една нова состојба која што ние му ја наметнуваме на телото, на организмот, како сакате кажете, со третманите и би требало да оставиме малце простор и телото да се адаптира на оваа нова состојба и да си се донесе во некоја нормализација, затоа и препорачуваме третмани од 2 до 3 во текот на неделата, не повеќе. Сметам дека не е потребно силување на телото за некои си побрзи резултати. Со апаратурните третмани се наметнува еден поинаков ритам на телото, кој, како што кажавме, клетките паметат, па треба и да го прифатат како нешто ново и да се адаптира. А уште повеќе и можеби промена во исхраната и воопшто животниот стил за трајна трансформација. Но секако, ако одма започнеме, тогаш е реално и има доволно време за совршена фигура пред летото. Подобрена фигура, затегнатост, намален обем, намалени масни наслаги и целулит, подобрен тонус, подобрена кожа, зголемена енергија и самодоверба. И секако, подобрено ментално здравје. За крај се заинтересиравме и дали е можно да се врати претходната состојба и за брзо да ги повратат мастите. Одговорот го добивме од нашите стручни соработници од Нефертити. Точно е дека брзи ефекти кратко траат. Меѓутоа дека ќе кажам дека не се работи за некои брзи ефекти. Поентата дека се ефективни апаратите и доколку имаме соработка со клиентката и во нејзинот лајфстайл, воопшто и во балансот на исхрана, овие третмани трајноста е најмалку 2 до 3 години да никако не ги видиме за истиот проблем. Единствено што ако веќе преминат од една во друга животна фаза, знаеме дека ако е преод во менопауза, дека менопаузата прави во нашиот организам промени тотални и генетски, кои што многу влијаат и на нашиот проблем овдека кој што го решаваме, за таложење на масните наслаги и за целулитот, па тука или самите ќе си навреме ќе се избалансираат во исхраната и во активностите, или пак можеби ќе дојдат во нашиот салон. Меѓутоа, кај нас се враќаат воглавно клиентки кои што веќе ги имаат пробано
нашите услуги претходно за одредена проблематика, каде што успешно сме ја решиле, повторно се враќаат со набавка на секој нов апарат. Ја следиме технологијата, рековме, идеме во чекор со времето за поубав свет. Со доаѓањето на пролетта ни доаѓа и сонцето, желбата за прошетки, но за многумина од нас и затнатиот нос, црвените очи, кивањето и вечното прашање. Дали е настимка или алергија? Денес во Урбан Блок ја отвараме темата која ни ги мати пролетните планови. Да погледнеме. Здраво март! Сончева светлина, подолги денови, повеќе време надвор. Но исто така и пролетната сезона на алергии што е на прагот да затропа на вратата. Да, бидејќи колку и да ни се допаѓа што зимата конечно заврши, за многумина почетокот на пролетта не е толку романтичен и бајковит. Солзење на очите, затнат нос и постојано чувство на замор. Првите алергиски реакции често се појавуваат кога веќе е крајот на зимата, кога концентрацијата на полен повлека се зголемува. Но добрата вест е дека можеме да ги ублажиме симптомите, само ако реагираме навреме и ако го подготвиме телото пред алергените на вистина да дојдат на местото на настанот. Зошто сезоната на пролетни алергии стана толку честа? Пролетните алергии најчесто се предизвикани од полен, од дрвја како што се бреза и леска. Телото на алергично лице го препознава поленот како закана и предизвикува одбрамбена реакција. Тој ослободува хистамин, што доведува до типични симптоми на алергиски ринитис. Климатските промени и благите зими дополнително ја продолжуваат сезоната на цветање, па алергиите се појавуваат порано и траат подолго од порано. А кои се симптомите кои не би требало да се игнорираат? Ако секоја година во исто време забележувате често кивање, чешење и солзење на очите, затнат или постојано растечен нос, чешење во грлото, како и необјаслив замор и поспаност, многу е веројатно дека станува збор за сезонска алергија, а не само обична настинка. Иако симптомите може да изгледаат слично на прв поглед, разликата е сосема јасна. Алергиите не се придружени со треска, болка во мускулите и општа малаксаност, карактеристична за вирусните инфекции. Проблемите предизвикани од полен може да траат со недели и дури и со месеци, особено ако не реагирате навреме. Затоа е важно да го слушате вашето тело и да препознаете модел што се повторува од година во година. Ако вашите симптоми започнат со првите потопли денови и се влошат кога сте надвор, тоа речиси сигурно е реакција на алергени во воздухот. Добрата вест е дека постојат едноставни чекори што можете да ги превземете за значително да ги намалите симптомите. Во продолжение, ќе откриеме неколку мали, но ефикасни навики кои ќе ја направат сезоната на пролетни алергии помалку мачна и ќе ви помогнат да уживате во пролета без постојано да посегнувате по марамчиња. Како да се спречат или ублажат симптомите? Превенцијата започнува пред бројот на полен да го достигне својот врв. За почеток, следете го календарот за полен. Дознајте за периодот на цветење на растенијата на кои сте чувствителни и ограничете го времето поминато надвор во деновите кога бројот на полен е висок. Отворете ги прозорците рано наутро или доцна навечер, кога бројот на полен е помал. Држете ги затворени во текот на денот, особено во ветровите денови. Поленото станува на вашата облека и косата, па затоа препорачливо е да се пресоблечете штом ќе се вратите дома. Покрај тоа, кратко туширање може значително да ја намали вашата изложеност на полен. И секако, на крајно не е помалку важно, балансирана исхрана, доволно спиење и физичка активност му помагаат на телото да се зајакне и на тој начин полесно да се справи со воспалителните реакции. Ако симптомите се сериозни, вашиот лекар може да препорача соодветна терапија или превентивна, што се започнува пред да започне сезоната. Во некој случај се разгледува и имунотерапија. Една од најубавите и најзелените планини на Балканот, богата со густи шуми, чист воздух и недопрена природа, прогласена за национален парк и место кое ви го нуди совршениот спој на одмор, е планината Гора во соседна Србија. Во прилог, детален водич со кој што веќе може да го испланирате вашето следно патување. Тара е планински масив во западна Србија. Граничи со кањонот на реката Дрина од една страна и падините на Златибор од другата.
поради своите богати природни вредности, прогласен е за национален парк во 1981 година. Највисокиот врв е Гозјерид, 1592 метри. Најголема слава доживеал благодарение на Јосиф Панчиќ. Тој открил нов вид четинар на тара уште во 1877 година. Денес го носи неговото име – Панчикева смрека. Во селото Ѓурики, во близина на езерото Заовина, можете да го видите точното место на нивната средба. Тара е се уште зачувана од масовна градба, па затоа нема многу содржини. Идеална е за луѓе кои бараат мир, тишина, дива и недопрена природа. Доколку ви е важно да имате продавници или ресторани во близина на вашиот сместувачки капацитет, се препорачуваат Митровац на Тара или Калуѓерске баре. Ова се двете најурбани точки, иако сепак скромни понуди. Во Калуѓерске баре има и два државни хотела – Оморика и Белибор. Треба да се напомене дека најблиската аптека е во Бајина башта, а во хотелот Оморика има само еден банкомат. Во близина на хотелот има и бензинска помпа. Значи, Тара е еднакво на авантура. Ако сакате авантура, Тара нуди бројни погодности. Во последно време возењето квадови станува се повеќе популарно. Ке ги видите на неколку места додека се возите со Тара. Тие се паркирани покрај патот. Не можете да застанете и да закажете патување. Сплаварењето по Дрина е секако неопходна авантура, а за овој вид авантура можете да најдете различни понуди. Исто така, постојат и два конјачки клуба кои нудат возење по нерамен терен. Ако вашиот избор е планинарска авантура, Тара е идеална дестинација за овој вид одмор. Патеките се бројни и многу добро одбележани. Планинарскиот клуб Тара има одлично дизајнирани патеки со GPS траки на својата веб страница. Препорачливо е однапред да ги испланирате вашите рути. Речиси никаде нема сигнал за мобилен телефон. Не влегувајте во авантура без вода, храна и резервна облека. Кога анализирате патеки, земете предвид техничката и физичката тежина. Патеките со техничка тежина 6+, навистина бараат сила, издржливост и отсуство на страф од висина, влекачи и други работи што може да ви се случат во вашата авантура. Ако сте во одлична форма, вие препорачуваме патеката 23. Солотуша, Солотник. Фантастична авантура со стрмно искачување и многу интересни пречки, што води до остатоците од средновековната тврдина. Ако се пак сакате полесни и попријатни прошетки, се препорачува патеката 2. Калуѓерске баре, Јаревац. Води во најголемиот дел низ шумата, а на крајот стигнувате до малото скриено езерце Јаревац. Патиштата на Тара не се во одлична состојба, само главните автопати се одржуваат. Ако сакате да посетите помалку популарни и оддалечени делови од планината, вооружите се со трпение. Локалните патишта се генерално лоши и се препорачува повисок автомобил за да ги совладате. Има бројни видиковци. Најпопуларна е Бањска стена и лесно се стигнува од правец на Митровец. Блиската видиковска точка Ослуша е исто така интересна и нема пешачење до неа, но патот е многу лош. Посебен начин да се доживее Тара е од реката Дрина. Како дел од турата низ овој регион, многу популарно е крстарењето по езерото Перучац до Вишеград. Бродот плови околу 2 часа и 30 минути, а должината на патувањето е 52 километри. Според многумина, ова е прекрасен начин да се доживее шарениот кањон Дрина. Во Вишеград останувате 2 до 3 часа и доволно е да го посетите центарот каде што се сите атрактивни локации, но и да јадете кебапи. Ако одлучите да одите на ова крстарење, понесете крема за сончење и заштита од ветар. Може да биде многу ветровито, а ако е облачно, ќе ви биде студено. Сепак и сонцето и ветерот брзо се забораваат кога ќе ја видите таа специфична зеленикава боја на Дрина, која во најшироките делови навистина личи на море. Чапји, нуркачи и ако имате среќа, орел ке прелета покрај вас во одреден момент. Најоддалечениот дел од Тара, а воедно и најинтересен за авантуристите е западниот дел. На крајниот запад се наоѓа селцето Јагоштица и видиковецот Велики крај. Ова е најнедопрената природа. Доколку сакате да го посетите, се препорачува да престојувате некаде во близина на Предово крста.
Од него започнуваат неколку планинарски патеки, каде што ќе доживеете неверојатни искуства. Исто така, важно е да се напомене дека за време на секоја прошетка на Тара, можно е да се сретнете и со мечка. Како подрачје со исклучителна природна вредност, Тара се издвојува по својата растечка популација на кафени мечки. Секако, оваа средба е малку веројатно, бидејќи овие зверови се уште плашливи. Сепак, се препорачува предпазливост и одговорно однесување на планината. Во зависност од тоа од кој дел од земјата доаѓате, можно е да вклучите застанување на патот кон Тара или на враќање. Добра идеја е да го посетите Тршик и родното место на Вук Караджик. Комплексот е многу убав и вреди да се посети. Исто така, секогаш е добра идеја да посетите некој од спомениците со историска вредност, како што се Мачкиниот камен или споменикот на битката кај Церс. Тара е рај за љубителите на природата, идеална опција за бегство од градот, совршена за одмор во близина на едно од неговите реки и езера. Препорака за активен одмор за луѓе со истражувачки дух. Па зошто не ова лето? Тоа беше се од нас што подготвивме во денешното издание на нашиот и ваш омилен Урбан блог. Со нови интересни содржини се гледаме следната недела во 9 часот на телевизија Алфа.